Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Вечер во емисијата, ако не се лажам, како што ја слушнав, е некоја ниска категорија. Јас би ја ставил за категорија над 21 и тоа со голема предпазливост, бидејќи темата за која ќе збориме е нешто што навистина може и најотрпнат човек да го вознемири. Имено, деновиве низ градов се случува вистински масакр на животни, кој започна со еден немил настан и кој почна да, кај мене како Скопјанин стар, да предизвика некои сеќавања кои вие помладите не ги знаете можеби, но ја можам да се потсетам на неколку наназад вакви масакри кои се случува, не со труење додуше. За да не зборам сам на празно и да не бидете само ние со телефонски, се обратив до Сдруженијето Кане Корзо, каде што беа љубезни и нивни представник дојде вечерва во емисијата да поразговараме за сето она што деновиве се случува. Симона Русева е вечерва, гостин во студиото, член на Сдруженијето Кане Корзо. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што се одзва на поканата, бидејќи во овие моменти малку е навистина и непријатно да се говори за целава оваа тема. Пред да започнем, бидејќи во мојава емисија имаш доволно време да се искажеш, кажи ми малку вашето здружение, од кога постои, кога е формирано, колку членови имате, кои се вашите цели? Значи, Кане Корзо е релативно млада организација, која што ја формиравме на изминатите протести против труењето, пред неполна една година. Главната цел на нашата организација е заштита на правата на животните, поточно се грижиме, значи животните да го добијат оној третман кој што навистина го заслужуваат и значи најискрено се трудиме значи да овозможиме еден вид на благосостојба на сите животни, а особено на бездомните животни. Нашата организација има огромен број на поддржувачи, кои што значи во секој момент не ни помагаат и не поддржуваат, значи нашата цел да ја реализираме секако. Во однос на членови сега најискрено не можам да ви кажам точен број затоа што бројот секојдневно се зголемува. Членовите како на Facebook, мислам како на социјалните мрежи, така и на Facebook постојано ги следат нашите активности затоа што секојдневно имаме некое куќе кое што е нападнато, гризнато, удрено и така натаму, така да нашата примарна цел е да се овозможи еден вид на примерна заштита на тоа животно. Потоа, значи, животните ги сместуваме во пансиони, со помош на донации повторно преку луѓето од социјалните мрежи, значи ги плаќаме тие пансиони, ги плаќаме ветеринарните трошоци и на крајот ги вдомуваме животните. Морам да напоменам значи, дека вдомувањето не оди лесно, некогаш животните се по 3, 4 до 6 месеци во пансиони, меѓутоа, значи, нашата, како што ви кажав, примарна цел е да се спаси тоа животно и да се вдоми. Како ви оди? Како ни оди? Значи, оди солидно, можам да кажам, солидно, затоа што верувате дека вложуваме значи огромна енергија, огромен труд, секојдневно, значи од утрото до вечерта, значи ние сме ангажирани со животни, постојано значи севуваме на телефони кој може да ускокне, кој може да пренесе животно од една локација до друга локација, кој може да помогне финансиски и така натаму. Постојано сме на ветеринари, така да се трудиме, се вложуваме максимално што можеме за да ја оствариме целта. Нормално значи дека целта е огромна, меѓутоа сепак сметам дека имаме еден вид на визија која што за здравје Боже неколку години се надевам дека ќе оствариме, односно да немаме повеќе бездомни животни. Сакаш за визијата да разговараме, Симона, сега или да почнеме со драмата која ни се случува? Може да почнеме со драмата, затоа што претпоставам дека гледачите и ги најмногу ги интересира моментално тоа. Добро, мене ми требаше вашиот вовед за да знаат со кого си имаат работа, бидејќи некои ваши колеги, некои здруженија не ги бие баш добар глас, иако имаат добра агенда и сакаат, но често пати се преплетуваат со теми кои нема многу врска, туку се занимаваат со други маргинални работи и тоа предизвикува еден отпор што не е добро, бидејќи у суштина ние збориме да помагаме на природата, да помагаме на животните и да си направиме еден убав амбиент за живење. Како ја согледавте деноиве оваа ситуација и ајде да почнеме од тој немил настан, мислам дека тој беше иницијалната каписла после сево ова. Една ваша анализа и согледување на вас или на вашето здружение, се есто во нивно име зборите. Така е.
Значи, прво, морам да напоменам, дека ние строго го осудуваме настанот кој што немилиот настан кој што се случи, каде што куче нападна повеќе деца, повеќе возрастни луѓе, сите тие се здобија со сериозни последици и така натаму. Напоменувам дека строго го осудуваме настанот. Меѓутоа, исто така строго ги осудуваме и оние активности кои што беа преземени во последните неколку денови, а тоа е труење на малските животни кои што живеат во нашите околини, односно расфрлање на отровот кој што во населени места каде што и ние самите луѓе живееме. Треба да се напомене, прво што треба да се напомене во оваа ситуација е дека станува збор за еден вид на расно куче, кое што кучето имало собственик. Луѓето, соочувајќи се со нивниот бес и фрустрација кој што го имаат во моментот, нормално, нападнато е дете и сето тоа ние го разбираме, да самостојно донесуваат одлука за фрлање на отрови и со цел да се убијат тие животни. Треба да знаеме дека кучето по природата на нештата не е настроено да убива, да уништува, да малтретира луѓе и така натаму. Затоа и во учебниците што од мали нозе учиме дека кучето е најдобар пријател на човекот. Во конкретниот случај, кучето кое што го нападна детето е расно куче, е куче кое што има собственик. Наместо проблемот да се бара со убивање на бездомните животни, како организација сметаме дека проблемот треба да се бара кај собственикот, односно кај оној кој што го чувал кучето. Прво, тоа куче е тренирано да биде такво куче. Многу добро знаеме и покрај тоа што во општеството во кое што живееме е апсолутна табу тема, дека во нашето општество има се случуваат и ќе се случуваат борби со кучиња, каде што ние сепак, и покрај тоа што ги вложуваме сите сили да ги разоткриеме тие мрежи, не успеваме. Меѓутоа и да сме ги откриле тие мрежи, не најдуваме на поддршка од страна на институциите, односно тоа не е запрено. Така да кучето кое што е нападнато е тренирано, да напаѓа, односно да биде агресивно. Сакам да кажам дека апелираме до сите граѓани да престанат со расфрлање на отровот, затоа што прво отровот кој што го фрлаат е каде што може да убие животно, секако може да има многу негативно влијание и врз здравјето на луѓето. Што значи дека, не знам дали дел од граѓаните знаат, меѓутоа расфрлањето на отров според кривичниот законник е казниво дело и човекот кој што, доколку се фати кој што расфрла отров, може да биде казнет, каде што се предвидува затворска казна од минимум 6 месеци. А покрај тоа е нормално и парична и финансиска казна. Кажувам дека со убивањето на животните, односно расфрлањето на отров на бездомните животни, проблемот нема да го решиме. Ќе се убијат животните, меѓутоа проблемот нема да се реши затоа што проблемот продолжува понатаму, кучињата се размножуваат. Ние како организација единствениот проблем, тука влијаат многу голем број на фактори, меѓутоа главниот проблем го гледаме во неодговорното сопствеништво. Зошто го велиме неодговорно сопствеништво? Затоа што ќе чисти примери ќе кажам, затоа што не нагласувам, не генерализирам дека сите, меѓутоа голем број од луѓето купуваат животни, купуваат, домуваат и така натаму, го чуваат животното одреден временски период, потоа им досадува или не знам што се случува, го оставаат на улица. Кучето е со нивото на свесност кое што го има, останува на улици и продолжува да се размножува. Зашто? Затоа што тоа му е инстинктот на кучето. Кучето нема свеста и интелигенцијата на човекот да размисли дали размножувањето е правилно, дали не е правилно, дали треба и така натаму. Тие продолжуваат да се размножуваат. Од едно куче кое што ќе роди 10 кучиња, 5 кучиња од тие ќе бидат женски. Понатаму тие 5 кучиња репродуцираат уште 5 и така бројот на бездомни животни се зголемува. Во последниве години ние сме сведоци на масовно размножување на животните, односно на бездомните животни. Тоа е повторно резултат и повторно последица на човечкиот фактор. Човекот е оној кој што ги размножува животните, потоа ги остава на улица. Човекот е оној кој што чува животно, потоа го остава затоа што веќе не му е интересно и така натаму. Треба да се знае дека кога се вдомува куче, кога еден човек планира да вдоми куче, треба да биде свесен за обврските и одговорностите кои што тоа живо суштество ги носи. Што тоа подразбира? Подразбира дека животното е живо суштество, животното бара секој ден да јаде, животното бара секој ден да извршува физиолошки потреби, животното бара секој ден да се шета како еден вид на социјализација. Животното бара да биде социјализирано, да биде во контакт со други кучиња и животното, односно животни, и животното бара да му се посвети нега, љубов и внимание. Доколку еден човек не е способен да го направи тоа, подобро е да не вдомува животно, отколку да го вдоми и потоа да го остави на улица.
затоа што му се нарушува природната средина на животното. Кога ќе се пушти на улица, тоа веќе животно не знае што да прави. Тоа веќе животно станува гладно, станува жедно, станува смрзнато на улица, значи почнува да напаѓа. Тука се причините зашто кучињата напаѓаат на улици, а воедно и дека луѓето исто така ги тренираат одредени кучиња, одредени раси да напаѓаат и ние моментално да се соочуваме со вакви проблеми и инциденти со кои што се соочуваме. Ова е анализа на конкретниот случај, да речеме, со ваша Длавинска. Ајде вака да видам for the sake of the argument, зошто во ниедна европска метропола улично куче не можам да сретнам. Не постои организација. Значи, сум живеел неколку години во Љубљана, неколку години во Лондон. Сум видел и борби за дрва заштита, ама никогаш не сум видел куче на улица, протест за заштита на кучињата или некаков проект кучињата да се враќаат на улица. Кај нас кучињата добија некакво статус и право да мора да се на улица, заедно со здруженијата кои велат тоа е на улица, мора да биде на улица. Со што јас длабоко не се согласувам. Ако сакаш куче, вдоми го. Ако не, тоа треба да биде прибрано од улица. Ке го згази кола, ке предизвика несреќа и икс други работи. Во една урбана метропола, кучиња многу не е добро, тоа сакам да кажам. Не дека не може да се создаде некоја убава врска меѓу деца и кучиња улични, и јас сум растел и така натаму. На крајот на крештата, ниедно од уличните кучиња не поминало добро. А во европските метрополи не сум сретнал. За жал, сум се распрашувал што се случува таму. Они ги земаат. Дали е тоа Њујорк, Париз, Лондон, Брисел, Берлин. Еве зборам најголемите, најскапи. Еве ќе кажам, дали е Белград, дали е Будимпешта, дали е Софија. Ги прибираат. И сега, во зависност од богатството на градот и така натаму, се чуваат во стационар 7, 21, 31, 2-3 месеца, како кој колку може. За тоа време граѓаните се добре дојдени, поканети дури да вдомат куче, без пари да го земат вакцинирано, средано и така натаму. Ако не, градот одлучува што одлучува. Никому не му се допаѓа да куче биде успиено, но од нас зависи. Бидејќи не можат луѓе да прехранат, па и кучиња, а не можеме да ги изедначиме. И сега тука има многу морал и етика, ја не сакам никој да страда, ама тоа се некои ситуации. Зошто кај нас упорно се инсистира кучињата да останат на улица? Значи вака, тоа е еден проблем со кој што се соочуваме, мислам, јас откако знам за себе, тоа е веќе долго време, значи 28 години, значи имало бездомни животни. Зошто е тоа така? Пак ќе кажам, значи мислам според моје лично мислење, тоа е така затоа што свесноста на луѓето, особено на територијата на Балканот, е на многу ниско ниво. Еве на пример ова лето јас бев на патување низ Европа и значи се обидував значи да забележам едно бездомно животно. Значи јас не видов мачка која што претрча преку улица. Значи немаше ниту едно бездомно животно. Фала ти што ми ја потврди тезата дека апсолутно е тоа така. Значи само што влеговме со автобусот во Србија, на бензинската имаше преку 10 кучиња кои што умираа од жед и од глад. Значи јас не знам дали не знам. Претпоставувам значи дека не е проблемот само во Македонија, мислам проблемот е генерален и на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, што сметам дека во овој конкретен случај треба да се направи, значи ние како здружение, мислам тоа не е целта, прво значи што треба да правиме е да ја покренеме свеста кај граѓаните. Значи апсолутно не се согласуваме значи дека треба да има бездомни животни. Значи дај Боже во еден момент значи да имаме Вие сте прекрасно. Чекај, ова е твој став или на целото здружение? Ова збориш во Слушај, ја чув 4-5 работи за кои сум бил, ама многу сурово напаѓан, многу вулгарно напаѓан. И сметајте ме дека ќе бидам ваш член затоа што полесно ми е да водам борба, бидејќи имаме многу слични ставови. Ми се допаѓаат вашите ставови и ја ќе ве поддржувам. Сметајте дека јас и мојата емисија без било каква политизираност исклучиво
вие како здружение Кане Корзо имате мојата. Значи 4-5 става ни се поклопи. Се и да не се поклопи, фала Богу, ја имате мојата поддршка. Еве прв пат сте, прв пат се сретнуваме и баш ми е драго што вашата колешка, бидејќи иницијалната каписла за да се сретнеме јас и вие денеска, беше објавата на интернет од градоначалникот на општина Центар, кој објави 2 телефона за да се јават граѓаните да пријават ако забележат фрлен отров. Се јавив и на 2 телефона, едниот беше одвработен во општина Центар, строго љубезни, не беа многу комуникативни, а друго беше ваша колешка, која сосема волонтерски го дала својот телефон. Емилија беше, така, да. Поздрав до нези, благодарам. Поздрав. Она ме со некој ваш член, па и така натаму, важно дојдовме до ова. И ми се допадна прво вашиот човечки однос, фер однос и ева ова што го слушам, вие како здружение, навистина ве поддржувам. Свест да нема кучиња на улици, едукација се работи кои потполно ги поддржувам. И јас сум го рекол во емисија Симона, значи, животно која ќе земеш, не е бре тоа играчка да си купил на далечинско, па кога ќе се расипе фрли у канта. Имаш одговорност и до крај. У одреден момент, ако и не можеш, ја разбирам, ете некоја улична мачка и до толку. Ама куче па колко ја земам, тоа е, ја дома им реков, бидејќи мои колеги од други телевизии, вика, ми побараа куче и им земав. И сега вика, глава не можам да кренам. Епа, Џони, си им земал затоа што мислеле дека е играчка. Кога виделе, затоа у моментов, јас сум порасна со кучиња и со мачки, у моментов не им купувам куќа. Зошто? Презафатени се со школо, викам, кога ќе имате време и кога ќе се средиме као фамилија, као да ни дошол уште еден член да се родил. И само така, и ќе си земете обврски, кои колку пати неделно ги го шета, секој. Значи, не можеш ти, имам дечко, имам женска, имам обврски. Не, тоа ти е член на фамилија и ќе се грижи за него. Да се вратиме на отровите. Што кажуваат информациите кои ги добивте од теренот? Кои денови е фрлено? Каде е фрлено? Статистика малце, колку можеме, нели? Колку кучиња се отруени? Па до сега да ви кажам, немам точна информација колку точно се отруени. Значи, во изминатите денови видев, јас видов 4 кучиња кои што се отруени и поголем број на мачки. Најмногу има отров фрлано во општина Капештец. Таму имаме наши активисти на терен кои што значи секојдневно работат и верувајте значи дека еве вчера девојката со која што контактиравте беа до 12 часот таму на теренот, значи го собира отровот кој што беше расфрлан, значи културно во кеси ставен, значи во лебови, во виршли, сендвичи и така надаму, со цел да го нормално да ги привлече животните и да го изедат. Само што си отиде девојката, имаше друга девојка која што до 3 часот пополнок седеше таму, значи ги пазеше. Во моментот кога жената нормално си легна да спие, значи во периодот од 3 часот до 6 часот утрото, значи повторно беше расфрлан отровот. Претпоставувам дека човек колку што ги фрла ги разгледува до згоре зградите и гледа кога нема никој доле. Значи од 3 часот сабајлето до 6 часот отровот повторно беше фрлен и сабајле најдоа мачка, 2 мачки и куче умрени доле. Една и мојата мачка. На жалост. За жал. Ја стерилизирав, колку пати сум ја лечел и така натаму, криво ми е, ама добро. Океј. Не можат луѓето да разберат искрено дека милениците кои што ги имаме, како што и сами кажевте, значи тие се членови од нашето семејство. Мислам, исто како да сте изгубиле член, меѓутоа, значи љубовта, сочувството, емпатијата која што ние разбираме, верувајте дека некој што нема животно не може да ја разбере. Вака. Ај сега малце детективски да се однесувам, иако не е за не би сакал да ве навлечам. Значи, дистанцирајте се, бидејќи ова не е само интервју, ова е и разговор, што значи дека и јас ќе вадам некои тези, но не во ваше име. Ме интересира твое мислење, Симона, на ти почнав како да сме седнати негде на кафе па да се информирам. Што мислиш? Ова е организирано или поединци? Бидејќи ти спомнуваш дека еден човек дзиркал па се симнал кога сте се тргнале. Значи еден човек надобуден седел цела ноќ и така натаму и фрлал. Но отруени се
низ цел град. Така? Апсолутно. И има тези апсолутно не дека мислам. ова организирано. Што мислиш? Значи јас апсолутно не мислам дека еден човек го прави ова, значи ова е организирано. Јас постојано сум на социјалните мрежи, односно на Facebook, каде што луѓе, значи јавно, значи слободно, без срам, без страв се најавуваат, значи дека ајде, значи мислам како да ви кажам, се договараат, ајде вечер да фрламе отрови. Значи ќе се фрла вамо, тамо и така натаму. Мислам, верувајте дека нашите активисти не можат да постигнат. Ова е организирано. Јас не можам да разберам на вистина од каде волкава омраза, од каде волкава Не влегувају така емоции натаму. сега. Не влегувају емоции, бидејќи Добро. слушај, ја 5 години ја чувам оваа мачка, ја најдов на улица, уште си голтам во себе. Да не отидам, оти ја послаб сум со солзи и нерви за овие работи. Ова е организирано. Според моје Организирано, мислење, да. организирано мислиш социјални мрежи организирано или организирано, да речеме, организација, да не спомнам, нели, без врска е сега која организација би било. Партија сигурно не може да биде. Не може да биде некоја општинска организација, тоа би било сулудо или што ти ја знам државна институција. Искрено, Што мислиш? јас не можам да тврдам, значи Да, не можам да шпекулираме. Ова е само шпекулација, значи според моје мислење, ова не мислам дека е нека организација, затоа што колку што јас барем верувам и се надевам, значи дека организациите во нашата земја се трудат, значи за благосостојбата на животните. Сметам дека ова се поединци кои што значи нападот на децата кој што се случи беше само еден вид на поттик, значи на сите оние кои што ги мрзат кучињата и мачките, ова беше само еден вид на поттик, значи ова се случи како демек сега, ајде сега ние да ги испотруеме, да ги отруеме сите. Значи ова е еден вид на спонтано собирање на поединци кои што на социјалните мрежи, каде што нели Facebook се поддржува, на Facebook се може да се напише спонтано собирање на поединци кои што решиле да купат отрови, а нормално значи во нашава држава сегде можете слободно да купите било каков отров и да го постават отровот значи во целиот наш град. Какви се, значи вака да резимираме, ова е организирано во смисла на социјални мрежи, оние што се спремни тоа да го направат и така натаму. Затоа што гледав алуминиумска фолија со храна, да речеме мевце, нешто, што значи некој негде отишол купил, како што сегде има готови оброци, и Што ставаат? Какви отрови се користат? Видете, јас ги знам отровите кои што се користат, меѓутоа не сакаш да ги спомнеш? не сакам да добиваат отровите на публицитет. Добро, кажи ми, што може да се направи, од каде ги купуваат тие отрови? Отровите се купуваат од земјоделските аптеки. Мислам, правено истражување, јас истражував за тоа, правено истражување, значи, каде што се вели дека, значи, директор на институтот, зборуваше, значи, дека секоја земјоделска аптека мора да има дата база во која што, значи, ќе се наведе секој препарат кој што, значи, влегува во нивната организација, секој препарат, нели, за заштита на растенијата, влегува во нивната фирма и секој препарат кој што се продава. Воедно, значи, треба да се наведе на кого се продава, да се даде лична карта, лични податоци, за која цел се купува тој отров. Меѓутоа, тој јасно напомена дека во нашата земја ништо од ова не функционира. Дека отров во нашата земја може да купи било кој, дека отров во нашата земја значи се продаваат и на пазарите, се продаваат по тезгите, значи кој сака може да купи отров за било каква цел. Во нашиот случај за труење. Ова е отров за глувци што го викаат? Ова е претежно отров за глувци. Отров за глувци, отров за уништување на мислам за како се викаат, инсекти Топлокрвни. Да, за инсекти на за растенија, инсектици, да. Бидејќи ја купувам за мојата градина, редовно купувам, прскам, немам за животните, ама користам. И за инсекти, да. И за инсекти ги користам. И за користам. инсекти, и за препарати за растенија и така натаму. Верувајте дека во соодветна количина можете да убиете било што. Со соодветна количина, мислам животно сакам да кажам, можете да го убиете. До толку е маркиран тој отров да животните не го препознаваат и се Не може да го застрахуваат. препознаат, не. Затоа што отровот кој што го се става, тој нема никаков вкус. Мислам на животно да му го дадете така да го изеде, тој нема. Меѓутоа во месо, привлечен од мирисот на месото, сандвичот и така натаму, животното го јаде. Дали има шанса да се спаси животно од таква ситуација? Значи, има шанса? Знам, мачките нема шанси, они се премали и мала количина, али големи кучиња има шанси. Има шанси доколку значи се реагира, значи доколку кучето има среќа да биде најдено во моментот, значи да се реагира веднаш. Еве, значи апелирам значи до сите љубители на животни.
односно до сите граѓани на нашава држава, кои што доколку видите животно нормално на кое што му треба помош, значи ќе ги препознаете многу лесно затоа што им излегува пена од устата, значи тоа не може да се одмина. Прво нешто што може да се направи е да се даде хидроген. Значи 3%. Да. Хидроген? Хидроген, да, 3%. Зошто? Значи, за да може да се да исповрати, или сол, значи за да може да поврати куќето или мачето, што и да е. Потоа, значи, се купува антропин, кој што има една инекција, се става во бутната коска, мислам, ова е се додека не се однесе на ветеринар, и се дава медицински јаглен. Значи, животното треба во најкраток временски период, значи, да се однесе на ветеринар, иначе сето ова што сте го дале претходно нема да вроди. Колку е обично време од конзумација до предизвикување? Пак ја кажам, зависи од количината на животното кое што ја пробало, исто така од имунитетот на куќето и така натаму. Меѓутоа, што да ја кажам, еве една проценка, вајде пола во рокот половина, чешće 30 минути, доколку го се однесе на ветеринар да прими соодветна терапија. Мислам, сега јас не сум ветеринар и стручно не можам да ви кажам што конкретно треба да прими, меѓутоа да се даде стручна ветеринарна помош. Така да, хидроген, медицински јаглен и веднаш на ветеринар. Најголемиот дел од кучињата, за жал, ја немаат таа среќа да преживеат, затоа што голтнале преголема количина, меѓутоа, доколку имате можности, пак би од срце ви препорачала да се потрудите да го спасите тој живот. Вака, дали знаеш, дали не можеш да паметиш, мало си била пред 18 години, зборам 99-та година, како се решаваше проблемот со кучињата скитници во градот. 90-ти години градот вриеш, скоро како се. Секојдневни напади, секојдневни инциденти. Велосипедисти. Знаеш дека и најпитомо куче се надразнува кога ќе му помине. Го гледа како коњи и така натаму и лае по него, гризнуваат за нога и слично. Ја ќе кажам дека за да не повредам, а да се заштитам, користам пепер спреј. Многумина ме осудуваат за тоа, но ја не го удирам кучето, не е хемиски солзавец, нема трајна последица. Пепер спреј е направена течност од лута пиперка. Во момент кога ќе го прснеш, кучето бидејќи е многу осетливо, нему тоа страшно му лути и бега. После 5 минути прекинува и солзење и све, ќе се напие вода и никакви последици. Ама ќе памти дека ако дошло до тоа, дразба и така натаму. Така ја заштити фикерка ми и така натаму. Иако сум јас растен со кучиња, знам како да се однесувам во глутница, но тоа е понекогаш и страшно. Така што пепер спреот е можеби најбезболната работа за да кога се у време на парење или ако погрешно те разбери, ако си на велосипед, само прсни малце и он ќе побегне, ќе се тргне, а нема да го повредиш. Апсолутно се согласувам, еве еден добар пример што може да го запамтиме. Градов имаше акција на ловење и застрелување кучиња. На моето 3-годишно дете, пред него, на скалите пред зградата кај што живеевме, беше застрелано куче пред него од страна на ловци. Значи, беше отворен повик, беа повикани ловци, зборам во независна Македонија. Градоначалник, мислам, беше Ристо Пенов. Ловци беа донесени. За секој исечен опаш следуваше награда. Сите ловџи од рано са бајле се вјагна, значи зборам населба аеродром у 9-10 са бајле. Мислим на си игра дете пред зграда го пуштам, одеднаш слушам бам, он вришти, доаѓа во лицко кученце, што си седало се нив кутренце, раскрварено све, опашот исечен и ото. И си помина кој што си помина, бидејќи ние сме такви битија, зоон политикон, зависно од кој ни е, што ни е, дали ни одговара или не ни одговара, ние си правиме агенди, за жал, наместо да се бориме за живот. Очигледно, во меѓувреме зајакнаа здруженијата и никој не би се осменил за вакво нешто. Дури и стационарот Вардариште
е подсилен удар на здруженијата, нечовечки биле третманот, условите и така натаму, но градов очигледно не може подобро да понуди, а на улица еве ова ќе се случи. Што сега ќе извлечеме заклучок? Значи, луди кучиња што ќе касаат, ќе има и натаму. Проблемот не е решен. Луди луѓе кои ќе трујат, и натаму ќе има. И тоа нема да се реши. И казни, и така натаму, и така натаму. Глед, до 3 са бајле, психо. Седел и ќе бе начекал. Да. 24. Втора работа, вие не го работите ова професионално, не сте член на, не знам, некои меѓународни организации. Вие сегде негде работите, а волонтерски ова го правите. Така е. За разлика од други здруженија кои и така натаму. Сегде има волонтери, луѓе што сакат, но што ќе извлечеме заклучок? Како ќе го решиме ова? Како ќе го решиме? Имате ли визија? Имате ли? Сега ќе треба да се дебатира како ова да прекине. Еве, среќа, да кажеме, студено е, нема деца потреба, не пипнал никој од отровот и така натаму. Обично, нели, најголем страф е некој да не се отруе човек или што ти ја знам. Такво нешто не се случи, фала му на Бога. Фала му на Бога, се надеваме дека нема да се случи, токму поради тоа апелираме, значи да се престане со фрлањето на отрови, затоа што колку што е штетно за животните, толку може да биде штетно, ако не и полошо за човекот. Така да, како да го решиме проблемот? Значи, моментално градоначалникот на Скопје, не знам дали го прочитавте, имаше објава на социјалните мрежи. Не. Мислам, излезе со изјава дека е формирана една работна група од здруженијата, значи помеѓу Анима Мунди, Кане Корсо и ПЖ, каде што се формирани работни групи кои што ќе се занимаваат, значи, со ќе вршат еден вид на мониторинг на стационарот Вардариште, каде што стационарот моментално ќе се реновира, каде што се надеваме дека ќе се подобрат сите услови и ќе се понуди похуман третман на сите животни кои што се внатре. Моментално, значи, треба да се соочиме со фактот дека ќе се реновира во границите на можностите. Мислам, сега реални да бидеме, ние не сме ниту Њујорк, ниту Париз, ниту Лондон, за да имаме стационар како што сите ние активисти на животни посакуваме. Вие сакате хотел да има. Нормално. Не може да има, не може да има, да. Добро, окей. А меѓутоа ќе се колку прави... треба да биде, колку е капацитетот на тој стационар? Моментално капацитетот е од 75 до 100 слободни места за животни, и боксови, како да ја кажа. Да, меѓутоа на територија на Скопје не 10, туку едно пута 20 пати има повеќе бездомни животни. Значи, целата идеја, значи, како да се дојде до намалување на бројот на бездомните животни е со процесот на стерилизација. Значи, концептот на Вардариште ќе работи врз основа на тој принцип, односно да се залови животното, да се стерилизира, да се вакцинира, нормално да му се стави менгиша како што и сега животните имаат и потоа повторно да се пушти на местото. Да, знаеме дека не е решение повторно да се пушти на местото, меѓутоа, значи, со стерилизирањето на животните за одреден временски период, ние, значи, длабоко се надеваме дека ќе имаме помалку животни за во наредните години. Ама, ајде да те прекинам. Ајде. Ова не е ново. Добре. Коце Трајановски милиони фрли претходниот градоначалник, ајде да не спомнуваме, не е важно. Милиони фрли за стерилизација, кучиња, мачки, ја искористив и за мачката и така натаму. Па пак, не видов некое сериозно намалување. Мислам, ја разбирам да се стерилизира, ама зошто враќањето назад? Градоначалникот велеше вака, ја не можам, вика, да излезам на крај со аргументите на здруженијата. Они инсистираат да се врати назад. Бидејќи тоа го бараат и граѓаните се сложуваат, ние, вика, тоа го правиме. Не можам, вика, да идам против тоа. Ја го разбирам. Ама еве, јас и ти се сложувам. Врати го назад, не му е добар ни животот. Не му е добар ни животот. Значи, знаете што се случува? Значи, има толку многу бездомни животни, значи им се бара, значи постојано им се бара дом на тие животни. После одредено време, откако домот веќе не може да се најде, затоа тие животни се враќаат каде што на местото на кое што биле. Просечниот животен век на куче кое што живее на улица од 3 до 5 години, верувајте. Затоа што тоа такво животно на минус 20 температура може колку години поред може да издржи? 1, 2, 3. Значи, потоа се заразува со заразни болести.
нема што да јаде и така натаму. Значи, ајде, ако е така, значи ние активистите апелираме. Што е можно повеќе луѓе значи да дојдат во организациите? Што е можно повеќе луѓе значи да се вложуваат, да правиме, значи да вдомуваме, да објавуваме, значи само на тој начин, затоа што верувајте, ние колку и да сме активисти, ние значи еве 5 часа од нашето мислам од нашата секојдневија значи трошиме на вдомување на животни, на барење донации и така натаму. Ајде значи да собереме луѓе, значи нека се пријавуваат луѓето, да вдомуваме, да помагаме, на тој начин само може да се намали бројот на бездомни животни. Што мислиш? Реално. Што мислам реално? Да. Реално мислам дека со Не, убави ти се. Ја сакам луѓе позитивни. Знаеш, треба да веруваш во нешто. Јас сум верник. Знаеш, ја верувам во рај, верувам во Бог, верувам во Христос, верувам во човечка добрина и секој ден се соочувам со спротивното. Ама тоа не ме намалува да престанам да верувам во доброто на човек. Еве, и ти посакуваш добро, сакаш да се направи, имате идеја, сите сте заедно, ама реалноста е... Реалноста нема реалност. Реалноста е дека ќе се трудиме до крајот и ќе направиме се што треба, значи за да се намали бројот на бездомните животни и на тие што се моментално на улица и тие да ги храниме, да им овозможиме барем достоен живот за она време кое што се тука на земја. Итно да се престане се труењето кучиња. Животните не ни се непријатели, градоначалникот. Но, за да не се трујат кучињава, градоначалникот треба да ги тргне тие кучиња. Прво, зимој. Второ, гладни се. Трето, колку и да се трудите, не може, ќе заборам да го нахранам, ако ништо друго. Така? Значи, у Вардариште барем има платени, може би не, ама 2 оброка дневно ги имаат, не знам, Ројал Канин, нешто ќе им дадат, некој грицки, не е гладно кучето, барем не мрзне на улица. Веруете дека и таму има многу нехуман третман на животните. Затоа, значи, ние... Што е тоа нехуман третман таму? Нехуман третман е тоа што, например... Ги тепаат, ги убиваат и тоа во главала, да. Каде, значи, кучињата спијат на чист цимент, односно на бетон, нема соодветна канализација, на минус 20 степени, значи, ги прскаат од црево, значи, кучињата, животните, значи, спијат во нивниот собствен измет. Ме разбирате? А тоа мора минимум хигиена. Да, значи, минимум хигиена. И тоа е на одговорност, поточно, на градот. На градот, заедно со комуналното предпријатие. Добро, бевте као здружение, отидовте во Вардариште пред некој месец, видовте ситуацијата, ви беше ветер, се измени нешто? Моментално сме во процеси во преговори, така да се надеваме, значи затоа е формирана оваа работна група како што пишал градоначалникот. Ама чекај се, што значи што да се формира работна група? Значи, дека не треба да ги прскаат кучињата, не разбирам. Значи работната група е за да се овозможи еден вид на мониторинг на сите луѓе кои што работат во Вардариште. Значи здруженијата ќе бидат оние кои што ќе ги контролираат како оние кои што работат во Вардариште, дали се грижат за животните, дали кучињата се најдени. А зашто не волонтирате вие таму? Например, нема подобри луѓе од вас вие да волонтирате. Ем ќе му направите муабет, ем тука и не знам, па и ќе донесете некој... Апсолутно ќе видиме таму, меѓутоа таму треба човек, претпоставувам дека со целосно работно време. Со работно време. Значи ќе треба да се вработат. Каков профил на луѓе? Еве, тоа е јавна администрација, обично се луѓе од социјала, луѓе кои едва и... Исклучително луѓе кои што само сакаат животни. Ниеден како ќе одредиме дека сакаш живот? Ева сега како ќе одредиме да веруваме во добрината во која што и љубовта која што сака да му ја пружи на животното, другше. Како да дадеме? Тест на полиграф. Тест, да направиме, да. Сериозна е ситуација. Дали откако се изреагира се во ова, се намали драмава на улици, фрлањево на отрови, труењето на кучиња или интензитетот е се уште голем? Овие на социјалниве мрежи се уште јако држат. Се уште, значи, еве, јас пред да дојдам тука, значи, пак читав, значи, дека повторно се организираат, дека планираат да фрлаат и да трујат. Може ли, наместо оние што не сакаат животни, и вие што сакате животни, наместо да се осудувате и се напаѓате, оправдано, едните ве оправдаат, не вие гајле за децата, други, вие ги напаѓате, не вие гајле за животните. Штом не ти е гајле за животните, не ти е гајле ни за дете. И тоа нема крај. Нема крај. Нели, може ли да најдеме некое заедничко решение да престанеме да се трвиме и да се тепаме,
Па некако, ете, и тие луѓе, има луѓе со фобии. Ја морам да ти признам. Апсолутно се согласувам. Значи, ти не знаеш, ама тоа не е глума. И тука не смее никој да осуди. Ама сериозна фобија, значи до напад, на паника, која не може да ја контролира. Не може у зоолошка да отиде. И тоа е реткост. Ама има жени, се плашат, не сака да го гледа, ама питомо е, игнорирај го. Све разбирам. Има луѓе кои не. Значи, у име на емпатија, да ги абстрахираме, ете, колку се? 20-30 души што направиле ова со отров, така? Отприлика. Така. Значи, не можеме да ги речеме сите што не сакаат животни, дека сите они би убиле и би отруле. Така е. Јас сум од оние што не сака животно на улица. Цел живот сум, растам и чувам животни, кучиња, мачки, папагали, риби, што све не поминав. И Желка е. Ама, мислам дека сега, до екстрема е доведено. Прашање е кога. Ја, додека ми опишуваше, до 3 саат дека седела колешка, замисли го сега тој психо што фрла отров, ќе фрли саксија на глава на таа. Дали разбираш дека следното ќе почнете меѓу себе да се тепате? Апсолутно ја се согласувам, значи. Јасно ви е дека треба прво да ја спуштиме топката, одговорност да си има, не можеме сега да стрелјаме и да убиеме, било што било, дај како да направиме, да ја слушнеме и едната и другата страна. Никој не е во право, ама ние мора да живееме во овој град. Така. Еве, има луѓе што не име гајле за животни, нема ни време да размишља, ама вика, луѓе, дајте, имаме попаметни работи со што да се занимаваме. А ова е стварно грда слика, носиш дете раскрварено животно пред тебе, мртво, мислам на ова не е ни цивилизацијско. А збориме, нели, животно не можеме да сретнеме у ниједна метропола, а камоли да го сретнеме отруено. Така е. Можеш ли да замислиш што ќе се случи некој да фрли отров у некоја метропола за да отруе куќе? Па тој ќе го снема, тој прво на BBC цела фамилија. Апсолутно се согласувам, ама значи муабетот како што тече. Докаде мислам доаѓаме со тезава. Значи дека целата, мислам, јас искрено, јас според лично да ви кажам, значи јас сум да постојат казни, значи да постојат сериозни казни, како што велите вие, да се најде, значи не постои можност да се најде напуштено куќе во европска држава, така. Секое куќе во европската држава е чипирано. Секое куќе има чип. Значи доколку куќето ти го оставиш на улица, ќе ти го вратат куќето и ќе платиш дебела казна после тоа, така. Да. Апсолутно, значи јас имам пријатели во Германија кај што ми бега куќето. Оп, кај шета ова? Види го по улица. Так, прибери го. 30 години дедо ми кажува шинтерска служба. Вика, Скопје немаше улични куќиња. Шинтерска служба, поминуваше конјска кола, ги ловеа како уцртанини филмови и ни ги тргаа од улици. Значи и тогаш било така, сега нехумано да не зборим, ама не се дозволувало куќиња на улици. Или чувај го, така, или нема на улица. Видете, значи ние апсолутно многу повеќе се согласуваме со тоа, значи сите животни што моментално се на територијата на Скопје, еве, да не зборам само за Скопје, за Македонија, да бидат сместени во шинтерска служба. Меѓутоа, во таа шинтерска служба да има место за сите тие животни и да има хуман третман. После ние, како дај Боже да се формираат не само 3 организации, 10 организации невладини нека се формираат, сите заедно ќе работиме да ги вдомиме тие животни. Меѓутоа, значи, каде го наоѓаме, каде е тука проблемот? Проблемот не е тогаш во државата, проблемот ни се во финансиите. Ние моментално немаме можност, немаме финансии да го направиме тоа кое што сите сме си го замислиле да го направиме. Дај Боже, еве, значи ви кажувам, значи ние ќе работиме со целата сила и енергија, дај Боже за едно 10 години да ги имаме тие можности, да имаме донации, да имаме, не знам, грантови, па да може да се формира таква служба каде што сите животни ќе се стават на едно место. Верувате дека никој, ама апсолутно никој не сака да има бездомно, да има куќе или мача на улица. Тука проблемот значи на многу поголемо ниво. Ма да не разговараме воопшто, папагал сум чувал не затоа што го купив, го најдов на ретровизорот на Југо, побегнат некој. И цело време 11 години живееше со мене. Кој знае колку, да, некоја нимфа. Значи да ја оставев, таа ќе умреше. И цело време се тешам дека му побегнала некому. Знаеш, не дека ја пуштил, бидејќи
често пати ќе зема, ќе му здосади, знаеш, така. онака, сакам некој подли, ќе го така. Ако ќе ги видиш физиономиите на поголемиве кучиња, гледаш дека потекнуваат од сериозни раси, или шарпланинци, Така е. или ротвајлери и така натаму. Спомна на почеток борби со кучиња. Колку е тоа честа појава кај нас? Честа појава е. Честа појава е, да. Честа појава. Меѓутоа, тука надлежните служби треба да Тежок реагираат. криминал е, Апсолутно тежок криминал. малце е опасно таму да влезете. Таму Опасно е, да. Многу е опасно, затоа, значи, еве, например, имаме ние доста сериозни животни кои што исто така ги наоѓаме на улица, како што си кажавте. Питбули, стафорди, шарпланинци и така натаму. Значи, вие не знаете кој процес е тоа на испитување на човекот, значи, пред да му го дадеме куќето. Од каде е човекот, од каде потекнува, дали некогаш планирал, планирал борби со кучиња и така натаму. дали Верувате дека дознавате, имamo. дали барем анонимно или перверзијава човечка да гледаат кучиња како се давате толку силно, добивате анонимни повици, слушај, таму и таму, толку и толку саат ќе има давење на кучиња. Бидејќи Добиваме, тоа све добиваме. добивате, Да. Праќате И ли во покрај- полиција? Праќаме во полиција и не се реагира. Ти ветив дека нема да тераме у политика и нека не е во политика ова. Што мислиш? Зошто не реагираат? Немаат попаметна работа или таму има структури на луѓе на кои не смеат да им писнат? Па јас второ домислам дека повеќе. Леле, ме убиваш, упоjem се, Мона. Повеќе е тоа второто. Затоа што тоа е забрането во Македонија, тоа е апсолутно кривично дело, меѓутоа, знаете, има една стара поговорка каде што вика, каде што има сила, нема правдина. Значи вака, вие не можете да седите до 3 сабајле, вие не можете да дежурате, вие не треба да прогонувате по луѓе, ја ве разбирам од љубов и очи тоа го правите. Но, организирајте се, без хистерии, научете се вака како тебе. Зошто ти си вечерва позитивен пример. Ти си убава, паметна, збориш Да. интелигентно, не збориш од омраза, не звучиш како залуден лудак кој освен животни друго не признава, многу си рационална и тоа остава позитивен впечаток кај други. Јас сум пресреќен што те открив денеска и се надевам дека и натаму со Кане Корзо ќе соработувам. Мој совет, користете мене, не само мене како медиум, сите медиуми и правете притисок. Ги гледате какви се политичари. Јас да му се обратам, ме игнорира. Ајде, кој си ти, Јанко, ово, она, ама да дојдам ја во име на Кане Корзо, голтаат кнедли. Значи, денеска општеството многу признава организирано, институционално. Лобирајте. Идете кај председатели на партии, упикајте им се. Ке најдете некој од љубителите кој ќе ве упика, не знам, кај премиерот, 2 минути. Ако можеа, не знам какви организации, било кои маргинални личности да влезат кај премиерот у кабинет, па вие би требало да ви се јават после емисии да ви речат ние сме од кабинетот влада, повелете утре кај нас у 10 сат 3 здруженија да видам што можам јас да направам. Зашто? Затоа што ако вака паметно работите, ова ти е совет од мен, ќе оставите добар впечаток. Добар впечаток значи влијание на јавноста, а политичарите тоа им треба. Да не идеме дали они имаат емпатија или немаат, ама ќе ви се тресат затоа што влијаете на масата. И он за да си ги... Тоа е идејата. Лобирајте. Идете кај парламентарни избраници. Кој бил избран од Капиштец? Тој е тој. Така, немате пристап до Шилегов. Кој му е советник? Имате некој ваш човек преку советникот до кај него. Преку Шилегов кај премиерот. Преку премиерот кај амбасадиве. Која амбасада смее да ве одбие и да ви писне после себе ова? Американска, германска, холандска? Има вака широки вратите да ви ги отварат. Зошто? Ако настапите рационално, со програма, вие како што настапувате до сега, и ако сте организирани. И ако осетат дека зад вас стои народ и се согласува со вашите ставови, готово, крај е. Мислам дека ова е начинот. Во контакт сме, верувајте. Искористете го моментумот кој го имате така сега.
Да, во контакт сме, правиме се што можеме, верувајте дека значи ги вложуваме сите можни максимални сили, значи дел од луѓето кои што се моментално на власт, значи ја прифатија, значи програмата која што ние ја пишувавме, ја ставија во нивната изборна програма, така да сега да видиме дека се надевам значи дека сето она што беше ветено дека ќе се изреализира. Верувајте дека ако се изреализира се она што ние го напишавме, неблагосостојби има да имаме многу повеќе од тоа. Не само за животните, за сите. 50% да оствари политичар, Така е. по моево искуство, е астрономски успех. Ама, ако се договорите во програма да му влезе и речете ние завршивме работа секој ден, како што дежуравте за ова, и ви честитам на љубовта и истрајноста на сите вас кои се грижите. Бидејќи не само за животните се грижите и за луѓето. И пративте силна порака. Сите вие кои осудивте се во ова. Но, на политичарите исто така, ќе ги третирате. Секој дневно, како знаете и умеете подно. Извини да те прашам, до кај е со програмата она што го веде? И они постојано ќе се обидуваат тоа да го ескивираат заради други работи и така натаму. Човечки е. Но наше, ваше, да инсистирате. Нема да се откажеме, значи јас јавно кажам, значи нема да се откажеме, значи ќе правиме се што е можно да се доведе до... Не чекајте да ве викам во емисија. Не чекајте, јавувајте ми се. Јанко, слушај, имаме кај тебе, дај ни 15 минути. Договорено. И нема проблем. Не да ве бркам јас 10 телефони, може ово и па оно и ваму, таму или медиумиве. Да ви бидеме вака, да ти биде на speed dial, у било кој... Слушај, имам ситуација, ако не можеш вечерва да дојдеш, ќе те вклучам по телефон, ќе вклучам по видео. Било како, да искористиме. Јас затоа сум се послал овдека секоја вечер. Нели имаме емисија. Ти благодарам, Симона. Ви благодарам на вас за времето и на пораката која што испраќаме. Се надевам значи дека ова ќе заврши што е можно побрзо и на најбезболен начин, дека ќе се свестиме значи како луѓе, како нација, дека ќе ја покренеме свеста и дека ќе имаме малку повеќе сочувство, емпатија, значи и кон животните и меѓу нас, значи меѓу луѓето. Прво да престане труењето. Прво значи е тоа. Апелирам значи до сите оние кои што од вакви такви причини без гнев, лутина и така натаму решиле да фрлат отров, значи да престанат во овој момент затоа што ќе се потрудиме и ќе дадеме се од себе значи да се реши проблем. Отров фрлаат затоа што не сакаат кучиња. За да не фрлаат отров и да нема кучиња, да ги притиснеме политичарите да ги здомат кучињата. Силни кампањи за вдомување кај граѓаните и политичарите да го решат проблемот. Сега е моментот додека сите сме потресени од овие трагедии. И од каснатото дете, ја ви благодарам за разлика од други, вие прво што рековте, го осудуваме нападот врз детето. Апсолутно е така. така. И мене секогаш ме болело, знаеш, кога се расправав со соседите, викам, еден од нив само ми кажа, Јанко, како е ќерка ти кога беше нападната? Че првин тоа треба, очекувам ја како родител, прво тоа да ме прашаш. Како е? После ќе збориме за друго. А не дали сум го ударил со камен или сум го прпнал со пепер спреј и дали сум се однесувал законски или незаконски. И затоа ви благодарам и затоа ми се допаѓа и мислам дека луѓе како вас ќе можат да направат позитивна промена. Ви благодарам. Се надевам. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, тоа е се за првиот дел од емисијата. Ќе одиме сега со блок реклами. Ќе испрата мојата почитувана гостинка, а потоа ќе се вратиме и ќе ги отвориме телефоните за вашите јавувања и коментари околу целава ситуација. Режија?